11-годишни ученици наместо на час посетувале спортски облажувалници. Джепарлакот, наместо за ужинка, го трошеле на ливче за спортски надпревари, со надеж дека ќе имаат среќа да заработат. Ова ги крена на протести жителите на гостиварското село Врапчиште, со единствено барање – спортските облажувалници да испарат од нивното село. Првпат во Македонија се одржа и таков бунт против облажувалниците. Граѓанската иницијатива собра преку 800 потписи од жителите, ја поддржа и самиот градоначалник Исен Шабани. Под притисокот на јавноста, 3 диви облажувалници што работеле без лиценца од Министерството за финансии се затворени од пазарниот инспекторат. Но останува уште една легална, за која жителите се децидни дека ќе мора да се стави катанец, односно да ја снема на законски начин. Преговараат со собствениците на локалите, веќе да не издаваат објекти за ваква намена. Порачуваат до институциите и до инспекторатот да ги зачестат контролите, бидејќи на малолетниците не им е место во спортските облажувалници. Градоначалникот Шабани е дециден дека тој мора да биде со своите жители и затоа ставил подпис на оваа граѓанска иницијатива. Вели дека ќе најдат законски начин да ја спречат оваа појава, која како вирус се расширила кај младите во Врапчиште. Да, беше иницијатива, граѓанска иницијатива и невладени организации беа тука. Има една само легална што е спортска и ние ќе продолжиме да разговараме со газда што има локал тука, да дава локалот за друга намера, не за таа што е моментално, значи спортска е тука, да најдеме некој начин како, што можеме и понатаму, значи ние продолжиме. Па тука е зборот за младите. Тоа е проблемот и сите селяните тука во село Врапчиште, значи против тоа и јас мора да бидам на страна со граѓаните. Додека снегот се трупа на криволестите улички на ова урбанизирано гостиварско село, сретнавме многу дечиња со ранци што одат во селското училиште. По старите жители што ги прашавме дали ја поддржуваат иницијативата, велат дека мора да ја заштитат младината, бидејќи облажувањето е заразно. Ако еднаш добијат на ливче, потоа пак одат да се облажуваат. Дивите облажувалници со години работеле без проблем, односно и да биле затворени од институциите, тие пак нелегално ги отклучувале вратите. Имер Хасипи, еден од иницијаторите на граѓанските протести, вели дека активностите ќе престанат тогаш кога ќе се затвори и последната облажувалница во селото. Од ОЈП од инспекторат очекуваме да малце да направат повеќе контроли за овие облажувалници и значи малолетници да не влегуваат и да се на вакви мали места како Врапчиште, што е да се затвори овакви облажувалници, тоа е штетно, големо штето прават на селото. Тој е дециден дека ваквата појава направила многу штети не само по джебот на жителите, туку довело и до психички и фамилиарни проблеми. Селаните се дигнале против сите локали за игри на среќа, откако дознале дека во селото ќе се отвори и казино. Го прашавме и Државниот пазарен инспекторат како е можно во малите села низ земјава со години да функционираат диви облажувалници. Во овие 15-20 дена колку што сум на функција, од наша страна се преземени мерки да ги завршиме проблемите што се натрупале со години. Инспекторите работат и по 2 смени. Затворени се дивите облажувалници во Врапчиште и не само тие, туку и многу ноќни клубови што работеле без лиценца. Јас и претходно предупредував дека тие намерно се поддржуваат, не се затвораат. Наместо да и плаќаат лиценца на државата, парите оделе во приватни джебови. По тие мали места е доволно еден инспектор еднаш месечно да помине и да контролира. Сепак, најавата од граѓаните е најдобро дојдена, тогаш и секој ден ако треба ќе се оди да се решат проблемите, вели директорот на инспекторатот Стојко Пауновски. Според статистиката, македонските граѓани оставиле 1,4 милијарди евра во последните 5 години по казина и облажувалници, додека пак тие прикажале добивка од 56,5 милиони евра за истиот период. Во процедура се законски измени во овој дел со кои казината и спортските облажувалници ќе мора да бидат оддалечени 300 метри од училиштата. Но ќе биде ли тоа доволно за да ги заштити децата од овој вирус, кој го зафатил не само Врапчиште, туку цела Македонија?